И додека граѓаните скоро една деценија чекаат на новиот автопат Кичево-Охрид, кој треба да биде готов до крајот на 2026 година, Македонија со патната инфраструктура заостанува значително во однос на најблиските соседи Србија и Албанија, сметаат експертите. Тие истата ја оценуваат со 3+. Мислам дека треба да се најдат напори конечно да се заврши, затоа што е многу важно и дека е многу тој дел од коридорот 8 кој што треба преку Бугарија низ Македонија до Албанија, значи од Црно до Јадранско море, до Драч треба да завршува тој, кој што ќе биде многу важен и за нашава држава посебно, а и за тие кои што ќе имаат транзит низ нашава држава, да биде на автопатско решение и да се заврши конечно, затоа што во правоста има голем број сообраќајни незгоди со катастрофални последици, мора да се изнајдат средства, начини и како да се заврши коридорот во најдобро можно време. Според директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски, во рок од 6 месеци ова влада успеала да заврши и да пушти во употреба два патни правци кои што се многу значени и од кога бил ВМРО ДПМН е на власт се гледало дека нешто се гради во Македонија. Според стручната јавност, завршувањето на историски најдолгиот автопат кој се гради Кичево-Охрид е политичко прашање и затоа мора што побрзо да се стави крај на него. Досега се сменија неколку влади, а ниту една не успеа да го реши. До крај на следната година ќе го завршиме целосно Охрид Кичево. Можно е тоа? Можно е, ќе го завршиме. Според најавите, до 12 јули треба да биде ставен во функција делот од автопатот од Охрид до селото Врбјани.